Кристина, добро утро и повели со гостинот. Добро утро, Саша. Како што на овие локални избори огромен број на кандидати, ние ќе се обидеме да покриеме што е можно повеќе. Сега се селиме во Велес, како што најавивме во текот на вчерашниот ден, а наш прв денешен гостин е кандидатот на Левица, господин Златко Арсов. Добро утро, ви благодарам што прифативте поканата на утренски брифинг. Прво и накратко, што е она што прво би го промениле во Велес ако дојдете на градоначалничката функција? Па вака, добро утро на сите гледачи. Поздрав од мене како кандидат за градоначалник и подршка од Левица за сите граѓани. Значи, Велес има повеќе проблеми кои се комунални, сообраќајни, од аспектот на економскиот развој и други точки. За таа цел Левица изготви програма која што има 10 точки. За нас сите точки се важни. Меѓутоа, најпрво би се осврнал кон решавањето на сообраќајниот хаос кој владее во градот, урбанистичкото решавање на одредени проблеми и во прва фаза би биле како најглавни тие проекти. Што е со загадувањето? Ние во моментов се наоѓаме во паркот на Гемиџиите, пред споменикот на Гемиџиите. Зад нас има едно мало паркче. Ако доаѓате во Велес, можете да забележите уште неколку помали паркови, но она што е исто забележително, а тоа е дека PM10 частичките во Велес исто така во одредени месеци покажуваат огромни нивоа. Што ќе преземете вие за загадениот воздух? Го има ли тоа во вашата програма? Да, го има и тоа во нашата програма. Значи, Велес, количеството на PM частички се зголемува главно во зимските месеци, кога е грејната сезона. Значи, поголем дел од населението се грее на тврдо гориво, тоа се дрвја, дабови, букови, брикети и така натаму. Има и несовесни граѓани кои горат и други работи и се создава загадување главно кое што е од домаќинствата. Исто така има и загадување нормално од сообраќајот поради возилата, малиот број на улици. Како ќе го решите? Затоа би го решиле на тој начин што би прва фаза би ја продолжиле оваа акција што сега и постои за субвенционирано земање на инвертер уреди. Значи да се заменат печките на тврдо горење со такви уреди. И во следна фаза планираме да се активираме во гасификацијата на градот. Значи, според сите параметри, за сега единствено гасификацијата би ги решила проблемите со загадувањето, особено кај овие индустријски објекти кои ги имаме во градот. Значи, ние имаме неколку индустријски објекти големи во градот кои си имаат своји топлани, заради технолошкиот процес или ради грејењето и користат мазот кој е неквалитетен и нели имавме една афера за увоз на неквалитетен мазот. Значи, решението го гледаме во гасификација, која што би требало да се изведе заедно со подршка од централната власт, бидејќи Велес е настрана од токот на главниот тек на магистралниот што е гасовод. Значи, ние мораме од Свети Николе прво да го донесеме до Велес и потоа да разработуваме деталната мрежа. Велес полека ја изгуби низ годините, го изгуби оној епитет на индустријски град, голем дел од капацитетите индустријски се затвори. Сега од една страна тоа предонесува добро за намалување на загадувањето, но во друга страна пак се намали и вработеноста. Во Велес, Велес е една од општините во која предничи со невработеност или со младинска невработеност. Што ќе преземете вие за да ги задржите младите во Велес? Да, така е. За жал, лошото раководење во изминатите 30 години на двете владеачки гарнитури се менува, значи по пола од прилика беа едните и другите. Направија само тоа да имаме 5 индустријски зони кои што и не се доволно разработени. Значи, Велес е една голема спална соба, би го рекол, маса од народ патува за работа секојдневно во Скопје, во Кавадарци, во други градови. И наша цел е да тоа население некако, тој работоспособен народ, да го задржиме тука
со тоа што би привлекувале нормално странски инвестиции, би развивале некои индустрии кои што се незагадувачки, а се напредни и создаваат скап производ, бидејќи очигледно е дека профитот е во производот ако е со висока додадена вредност. Значи, за сега тоа е како наша идеја да привлекуваме инвеститори и од Македонија и од странство. Актуелниот градоначалник на Велес пред половина месец гостуваше во студиото на утренски брифинг и јавните предпријатија ги посочи како најголем проблем во општините, односно како најнереформиран сектор. Се пофали дека општината Велес има 100 вработени, што е многу помалку во однос на сите други општини, ова во позитивна смисла, бидејќи огромен дел од општинските пари во другите општини се исплаќаат токму за плати. Каков е вашиот план кога се јавните предпријатија во прашање? Што ќе преземете? Дали имате намера да го полните со луѓе, како што велат експертите, јавните предпријатија се практично место во кое што се згрижуваат партиски кадри, или сепак ако дојдете на власт ќе го задржите она ниво на функционалност кое што постои сега од 100 вработени во општината, но секако прашањето се однесува и на сите останати јавни предпријатија, пред се и комуналните служби. Значи вака. Од тоа што го кажал досегашниот градоначалник, можам само едно да му оспорам, дека поголеми се вработувањата во јавното комунално предпријатие Дервен. Значи, Дервен во овој момент како комунално предпријатие има 320 вработени, со план за уште околу 20 и повеќе вработувања. Јас не знам како може толкова вработеност да има, сето тоа е натоварот на даночните врзници на Велес и нормално на сметките за комуналните услуги. Значи Велес и сега и пред 15 години го има истиот број на население. Значи не е многу зголемен, бидејќи имаме многу иселување кон странство. Има многу и починати лица поради разни ситуации, нели, ковид криза и така натаму. Така да бројот на население тука негде не е многу зголем, а се зголеми бројот на вработени во јавното комунално предпријатие. Со тоа што се зголеми бројот, значи не се подобри услугата према граѓаните. Напротив, цената на водата се покачи, комуналните услуги други се покачија и сега ние плаќаме, значи едно домаќинство не може да не плати испод 1000 денари сметка за комунални услуги. Значи вештачки се вработуваат луѓе и со тоа вработување се оптеретува буџетот на предпријатието, а индиректно сите граѓани. Колку треба да има ова јавно предпријатие според вашите проценки? Па мислам дека не треба повеќе од 300 луѓе да има. У овој момент. Исто така мислам дека не е ни модернизирано, џабе се толку луѓе вработени, значи таму не можеш сметка да платиш преку интернет, електронски услуги не можеш да извршиш, значи прилично назадно работат. Луѓе одат, чекаат со часови да уплатат сметки за вода, нели комуналните сметки, бидејќи знаеме, нели, по банки, по пошти взимаат големи такси, значи тоа воопшто не им е средено. Значи исто така, ако се удира угради и едните и другите претходно, дека купувале опрема, купувале возила и сето тоа, меѓутоа нивото на чистотата не е тоа што треба да биде и покрај тоа што има толку вработени. Значи проблемот е во менаџирањето на луѓето кои што се вработени таму. Сосема за крај, на почетокот ја споменавме, начнавме темата, но ајде конкретни решенија за инфраструктурата. Се наоѓаме помеѓу улица и кеј. Кејот има можеби 200 метри место за седење или за пешачење, се друго е обраснато со треви, а кога погледнеме улицата ќе забележиме дека е небезбедна, ненаправена, има голем број дупки на неа, не постојат во Велес пешачки зони, не постојат велосипедски патеки. Имате ли некакво инфраструктурно решение да обезбедите, да ги прилагодите улиците, патиштата и тротоарите за сите засегнати граѓани? Велосипедисти, тротинети, пешаци, рекреативци. Да. Значи, прво да почнеме со кеот, го споменавме, ние се наоѓаме тука токму до него, позади нас е кеот. Значи, ова е еден проект кој уште трае.
Значи, ова е проектот на господинот Аце Козевски од пред 30 години, гледат, уште не е завршен. Значи, како што кажавте и самата, има еден кеј од едната страна, околу 200 метри, и толку е сето тоа што е направено. Значи, ние, ако јас бил градоначалник, пред се би го довршил кејот и од другата страна, би направил тука кајак стаза, велачка за кајакарите, бидејќи Велес е, нели, град прочуен по кајакарството, прочен има роднини, братучеди, внуци кои беа кајакари добри, има освојувано доста награди. По однос на другиот дел од прашањето за сообраќајните решенија, тука особено би се потрудиле, за тоа што Велес нема ново изградена улица. Тоа се истите улици од пред 40-50 години. Значи, нема проширување, нема нова улица. Напротив, досегашната власт и го спречува сообраќајот на тоа што прави разни столбчиња, лоши урбанистички решенија и го зголемува сообраќајниот хаос во Велес. Проблем си паркинг местата, се потрудија наводно да направат паркинг простори на... Вие што ќе направите за паркингот? Колку ќе обезбедите паркинг места? Па јас прво тие паркинзи што они ги направија платени, ќе ги ослободам од плаќање. Заради тоа што Велес нема други паркинг места. А тоа што они кажуваат дека инвестирале во нив е сосема неточно. Значи, они само поставија бекатонски точки и рампа. И работите луѓе и со тоа се дичат. Да, ние вработивме 20 луѓе. И колка ви искористеност е паркинг, може да го видите после кога ќе одите. Таа страна на автобуската е празен, а ова улица Петар Прличков е преполна со коли, од крај до крај. Господин Арсов, ви благодарам што воевте време да се вклучите во денешниот. Да, и вас благодарам. Саша, ова беше разговорот, првиот разговор денеска од Велес. Господин Златко Арсов, кандидат на Левица за градоначалник на овие локални избори. Повестите во 9 часот ќе разговараме и со кандидатот на СДСМ.